Живееме во ера на информации каде што можеме да пристапиме до богатство на знаење со само неколку кликови. Но, не сите информации се вистинити или проверени. Понекогаш се среќаваме со лажни или погрешни информации кои можат да ни наштетат нам или не другите. Како можеме да направиме разлика помеѓу информациите кои се точни и они информации кои не се? Ако видите вест или видео кои делуваат дека се направени да предизвикаат силни, позитивни или негативни емоции, содржат извонредни тврдења кои делуваат речиси невозможно, треба да се замислиме. Ова се вообичаени карактеристики на дезинформации и погрешни информации кои се направени да привлечат внимание и да манипулираат со емоциите. Важно е да споредиме повеќе извори на информации и да гледаме дали има конзистентно или речиси еднакво информирање за конкретната тема од повеќе места или новинари. Ако видите контрадикторни информации, разгледајте подетално од каде доаѓа таа информација и дали стои името на оној кој ја постирал. Размислете критички и независно за информациите што ги гледате онлайн и не дозволувајте другите да влијаат на вашата проценка. Си поставувате прашања како: кој ја создал оваа информација и зошто? Кои се доказите и како се презентирани? Која е целта на овие информации? Како оваа информација ме тера да се чувствувам и размислувам? Ако забележите дека некој намерно креира дезинформации, истото можете да го пријавите. Можете да пријавите во Советот за етика во македонските медиуми и Советот на честа на Сдруженијето на новинари, па дури и на веб страницата jasno.mk. Дезинформациите можат да ни наштетат нам и на другите. Па мора да бидеме внимателни и одговорни кога споделуваме информации на социјалните мрежи преку своите телефони и компјутери. Следејќи ги овие совети, ние можеме да се заштитиме себе си и нашите најблиски од опасностите од лажни и погрешни информации. Информацијата е моќ, но само ако е вистинита.